Речи си 1 милион евра. Толкави се штетите кои невремето ги направи во патната инфраструктура во Делчево. Дополнително ќе се прави проценка за санирање на атмосферската канализација, еден мост на река Брегалница, како и регулирање на водотеците кои се слеваат во Делчево. Извештајот испратен до Министерството за транспорт и врски, од каде ќе се достави до влада, и на седница се донесе одлука колкава помош ќе добие градот. Од вчера со работа започна и комисијата за проценка на штети. Само во првите 2 дена поднесени се 60 пријави. Таму има направено некоја финансиска конструкција од околу 1 милион евра, штета што е настаната на инфраструктурата за улиците, а за регулација на речните водотеци е дадено во должни метри. И веројатно секторот за урбанизам прави финансиска конструкција и финансиска пресметка за тие водотеци која што ќе биде доставена повторно до Министерството. Врнежите од дожд продолжија и денеска, но опасност од нови поплави во градот засега нема, смирува Трајковски. Критична точка сега е Делчевската населба Трети реон. Поради појавено свлечиште, постои голема опасност од срушување на куќа. Дека постои опасност од свлечишта, во саботата алармираше и деканот на Градежниот факултет при УКИМ. Со оглед на климатските промени и она што го гледаме и кај нас во Македонија и во соседството, мораме да бидеме свесни дека вакви работи ќе има се почесто и затоа мора и технички да се подготвуваме. Силните врнежи од дожд во петокот направија хаос во Делчево. Беа поплавени домови, подруми, возила, а надојдената вода поткопа улици во градот, како и магистралниот пат Кочани-Делчево. Според синоптичарите, за повеќе од 1 час наврнале 65 литри на метар квадратен.